Здраво на сите, добре дојдовте во седмата епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Во текот на нашите животи сите се соочуваме со различни предизвици и ситуации. Некои од нив се непредвидливи и ни се случуваат во моменти кога најмалку очекуваме и сме најмалку спремни. Па во тие моменти предизвикуваат некаква бура во нас и тогаш не знаеме како да реагираме. Нашите секојдневни предизвици се мост до изнудување на одредени емоции кои би требало да ни поминат низ нашето тело, нашиот мозок и истите да ги изнесеме преку нашето однесување. Во такви моменти се обидуваме да се поврземе на некој начин со нив за полесно да можеме да се соочиме со нашата околина, иако сите ние сме различни и различно реагираме на одредени ситуации. А во тој микс од различни чувства, предизвикани од животниот пат, се соочуваме со нешто што се нарекува емоција. Емоциите се важен дел од човековото постоење и неговата природа, па многу е важно да научиме како да реагираме, како да управуваме со нив. Пред да го најавам мојот денешен гостин, би сакала да ве потсетам дека може да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите попустот, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор МК на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот Издиши се 15. Кодот го имате и во описот на оваа епизода. А исто така нашите пријатели од себе сложувалка имаат супер понуда за сите средношколци и студенти при закажување на разговор со било кој од психотерапевтите од тимот на себе сложувалка добивате 15% попуст. Особена чест ми е што официјално можам да споделам со вас дека Издиши се е дел и од првиот агрегатор на подкасти во Македонија, podcast.mk. Од таму можете да пристапите до нашиот YouTube канал и да ги гледате сите наши епизоди. А мој денешен гостин е лиценцираниот психолог Бојан Ѓоргиовски и со него ќе зборуваме малку повеќе за емоциите, прифаќањето на емоциите, свесноста за нивното постоење и емоционалната интелигенција. Бојан, здраво, добро дојде во втората сезона на Издиши се, како си? Здраво, Симона, се чувствувам супер. Фала ти на поканата и мило ми е што сум дел од овој подкаст и се надевам на одличен разговор, бидејќи си одбрала тема што е доста обширна и доста важна, да речам, во денешно време, кај што некако немаме време за емоциите. Пред да почнеме подетално да зборуваме за темата емоции, би сакала на почеток да објасниме што се емоции. Па вака, емоциите се всушност доста комплексни психолошки процеси и состојби, кои што најчесто се јавуваат како реакција на некои надворешни стимулуси или пак на некои наши внатрешни, да речам, доживувања и мисли. Така што важно е да се каже дека емоциите имаат три аспекти: субјективно доживување, физиолошки реакции кои што ги предизвикуваат, како и бихевиорална манифестација, односно тоа е надворешното и видливо манифестирање на емоциите. Накратко би кажал за секој дека всушност тоа субјективно доживување што го нарекуваме е она како секој ја доживува емоцијата и многу зависи од минатите искуства што ги имала личноста или едноставно во каква средина има пораснато, кое место имале емоциите во таа средина. Потоа физиолошките реакции се најчесто реакции поврзани со автономниот нервен систем, кој што на сите ни се познати: забрзано чукање на срцето, забрзано дишење, згрченост на мускулатурата и други реакции што се јавуваат во зависност од тоа за која емоција станува збор. И исто така бихевиоралната манифестација е всушност на некој начин како се манифестира емоцијата на нашето тело, да речеме, како кога не гледа некој однадвор. Се гледа тоа низ нашиот став на држење на телото, тоналитетот на гласот, фацијалната експресија и слично. А од каде потекнуваат емоциите? Па, гледано психолошки, значи низ призма на психолошката наука, имаме доста различни гледишта за тоа од кај потекнуваат. Меѓу еволуционистите првично може да се каже дека емоциите се развиле на некој начин како некое средство за адаптација кон средината, што ни овозможува да сме поактивни, да ни дадат енергија за да преживуваме и да се соочуваме со срединските фактори. Во науката постојат и други гледишта. Според некои теоретичари едноставно физиолошките реакции се тие што доаѓаат први, па после предизвикуваат она што го нарекуваме емоција кај нас, додека пак според други што се покогнитивно ориентирани мора да постои одредена мисла
која што е во склад со која што ќе предизвика подоцна емоција. Но сепак би рекол, без разлика кое е гледиштето од кое што тргаме кон емоциите, на некој начин важно е дека тие се тука, без разлика од каде и да дошле и дека треба да најдеме начин да ги направиме да бидат наш пријател, а не некоја пречка во животот, што не кочи. Какви видови на емоции има? Дали кај човекот има емоции кои се активираат со самото раѓање или кои што се активираат можеби малку подоцна? Да, значи, исто и за ова првично би тргнало тоа дека пак ако гледаме научно, идеме во психологијата, има различни поделби според различни критериуми на кои што може и поделиме емоциите, но у глобала е прифатена таа поделба на базични емоции и оние што се покомплексни. Базичните емоции се смета дека се и вродени и дека ги има дури и кај животните. Такви се среќата, тагата, лутината, гадењето, изненадувањето. И овие емоции се смета дека и еволутивно се појавиле и се на некој начин реакцијата што ја имаме кон нив е универзална и е присутна кај сите луѓе, додека покомплексните емоции како што се љубов, завист, љубомора, што има друго, чувство на вина, гордост, некои такви да речам софистицирани емоции, се веќе нешто што се јавува со текот на живењето, низ многу социјални интеракции, низ стекнување искуство во интерперсоналните односи, така што за овие емоции на некој начин треба и одредено когнитивно ниво, кое што е достигнато со растот и развојот на единката, за да можат да се почувствуваат. Каква важност имаат емоциите во животот на еден човек? Па ја би рекол, емоциите се, нормално ние малци како професионална деформација, ние тоа на психолозите што ги сметаме за, ги ставаме на доста висок пиедестал, но сметам дека се доста важни, бидејќи влијаат на менталното здравје, влијаат на физичкото здравје исто така. Значи, емоциите се многу поврзани со анксиозноста, со појавата на депресија, начинот на кој што се носиме и ги менеджираме емоциите, многу е значаен и може да игра клучна улога во поглед на тоа, во појавата на одредени психолошки нарушувања. Исто така, подолг период, тоа се мисли на да стане дел од личноста, значи со години и години практикување на тоа да ги избегнуваме, да ги игнорираме емоциите, да ги потиснуваме, може да доведе и до физички проблеми, така што може да доведе до намален имун систем, доколку имаме пролонгиран стрес, анксиозност, некоја тага, некоја чувство на вина што подолго време не тишти на некој начин и не можеме да се ослободиме од тоа, може да предизвика понатаму и кардиоваскуларни заболувања и автоимуни заболувања, така што затоа се клучни. И исто би надополнил, многу се важни емоциите за градењето на социјалните релации што ги имаме спрема другите луѓе, односно без емоции не би можеле да воспоставиме некои значајни, да изградиме едноставно значајни пријателства, но и љубовни врски нормално, едноставно и односи со колегите на работа, емоциите играат клучна улога. Мислам дека интересно е да се спомне што предизвикуваат емоциите во нас. Да, емоциите предизвикуваат, интересно е за нив што предизвикуваат на различни нивоа на функционирањето наше реакции. Како што и претходно спомнав, предизвикуваат физиолошки реакции. Тоа најчесто се изразува преку автономниот нервен систем, но исто така настануваат и некои хормонални промени при доживувањето на емоциите. Всушност, сите тие промени на телото во тој момент се во поддршка на организмот да може да се справи со таа емоција. И еден циклус што самиот по себе е саморегулација на организмот. Исто така емоциите влијаат и на нашите мисли, на нашите когниции. Многу влијаат и на што ќе ни остане во меморијата по, да речам, повпечатливо и затоа некојаш некоја емоција може да ни поттикне да се сетиме на одредени ситуации од минатото и одредени мемории. И исто така емоциите предизвикуваат кај нас и не поттикнуваат на активност. Тоа е она бихевиорална манифестација каде што не е само ставот на телото, нели, или фацијалните експресии што се видливи, туку можат да поттикнат и да превземеме одредени чекори во одредена насока.
Покрај тоа што емоциите предизвикуваат нешто во нас, па така ние реагираме на одредени нешта кои што ни се случуваат во нашето секојдневие, па дали можеш да ни кажеш колку емоциите влијаат врз нашите секојдневни активности? Па да, ја би рекол дека емоциите, без разлика дали сме свесни за тоа или не, се проткаени низ нашите секојдневни активности, особено влијаат на нашиот процес на донесување одлуки. Бидејќи честопати таа рационална анализа кога треба нешто да одлучиме и да одбереме, има лимит до кај може да оди, но секогаш не ни се јасни сите варијабли во одредено поле што е доста комплексно и се менува. И некогаш емоцијата е таа што ќе не насочи кон одреден аспект од некоја покомплексна ситуација, ќе ни го насочи вниманието и на некој начин доста влијае во процесот на донесување одлуки. Сега тука би сакал да спомнам дека нормално не е целта да ние да донесуваме одлуки базирани според директно онака што ми дојде како емоција и сега јас одма според тоа да донесам одлука за некоја битна ствар. Туку многу е важно да сме свесни за емоциите, за да видиме кон што не насочуваат и едноставно тие мислам дека може да бидат дури и придонес. Не е дека мора скроз да ги исклучиме и да бидеме ладнокрвни и рационални, туку може да ни бидат и на некој начин алатка која што може да ни даде некоја додатна информација за да го направиме најдобриот избор во одредена ситуација. А дали секој човек има различна перцепција за одредени емоции? Дали различно реагира на нив? Тоа е многу интересно да се спомне, затоа што имам забележано одредени луѓе реагираат нели различно на одредени Да, истата емоции. емоција, а двајца доживуваат различно. Различно, да. Да, во психологијата вака и се прави одредена дистинкција меѓу емоции и чувства. Така што би се рекло дека чувствата се оние реакции што ги имаме и што се посубјективни и што се јавуваат како реакција на самите емоции. Сега тие чувства што се доста субјективни се она што се разликува кај луѓето, па затоа може различни луѓе да перцепираат една иста емоција на различен начин. Така што пример еве да земеме базичната емоција на изненадување. Кај некој тоа може да го доживее во една ситуација како воодушевеност од нешто, позитивно ќе го изненади, друг може да го доживее како скроз шокантна ситуација. Или тагата, например, за еден може да биде одредено чувство на меланхолија, а за друг па може да биде многу по очајна состојба на повлекување во себе си. Така што нормално оваа дистинкција на емоции и чувства е повеќе поврзана со академската страна и со научната страна на целава оваа дискусија. У секојдневниот говор нели наизменично ги користиме емоциите и чувствата, па ја би се задржал на тоа и тука и во оваа емисија за да имаме поприроден тек на разговорот, но сепак сакав да го нагласам тоа дека токму тука доаѓа до израз оној момент дека емоциите, особено тие базичните, се како универзални, но овие реакции што може да ги имаме врз основа на тие емоции како ќе ги доживееме зависат од нашата културна позадина, од минатото искуство што сме го имале со емоции, од социјалните норми и очекувања. Па според некои имаме разлики и помеѓу мажите и жените како реагираат на емоциите. Да, тоа ми беше баш и наредно прашање, дали различно реагираат мажите и жените на одредени емоции? Да, дефинитивно постојат одредени разлики, се смета дека нормално ова не треба да се земе здраво за готово дека е така. Има одредени разлики и биолошки и психолошки, но сепак најголема улога што доведува до тоа да има разлики помеѓу мажите и жените се социјалните стандарди, социјалните норми, она што не учат што значи традиционалното да бидеш маж, што значи да бидеш жена. Жените некако во денешното општество е поприфатливо за нив да ги изразуваат емоциите и затоа е онаа практика дека они почесто, иако ова може звучи ко клише, муабет е само генерализација и не треба да се земе гао скроз 100% така во сите случаи, но жените начелно повеќе дискутираат за емоциите во нивните пријателски кругови, повеќе можат се чувствуваат дека е нормализирано да можат они да се отворат, да се исплачат, да ги споделат некои емоции. За разлика пак кај мажите е приметено дека они многу полесно ја изразуваат лутината и агресијата. Го има оној момент на компетитивност и некако во нашето општество тоа е како да е поприфатливо дека мажите која ќе ја изразат таа агресија. Што е дефинитивно се само
некои стереотипи, предрасуди што си имаат далекосежни последици, али тоа е некоја тема за друга емисија, така да. Покрај тоа што ние нели ги изразуваме нашите емоции, се однесуваме во согласност со нив, често пати се случува да ги потиснеме нашите емоции, да не ги изразуваме, а се ги чуваме за себе, па дали игнорирањето или потиснувањето на таквите емоции може да биде причина за некакво психолошко нарушување? Да, тука важно е да се спомне дека да се потиснат емоциите, што тоа значи. Доколку свесно јас одлучам во одредена ситуација, ми се појави сега пример некоја емоција мене со нешто друго од денот и јас одлучам дека ќе ја одложам за после, бидејќи сега имам друга задача во овој момент, дур снимаме. Тоа е една работа, а доколку јас ја потиснувам емоцијата и постојано ја тргам од свеста, така што после извесно време више не знам ни дека е присутна таа емоција, онака тотално се десензитизирам од неа, тоа е сосема друга работа. Затоа е многу важно да се разграничат тие работи. Потиснувањето на емоциите, овој негативен аспект, вториот што го спомнав, каде што постојано ги избегнуваме како нешто страшно и нешто опасно за нас, на долги стази може да доведе до едно чувство каде што имаме многу нерасчистени емоционални реакции во нас, каде што се крие некоја приказна во тоа за нашиот живот и може да направи чувство на анксиозност, токму таа незаокруженост, како да оставаме многу работи отворени без никаква разрешница. Или пак ако имаме одредена лутина, фрустрација и слични чувства, кои што постојано не ги изразуваме, ги тргаме едноставно, ги прогласуваме дека овие чувства се недозволиви во социјалниот контекст и потоа и самите градиме таков став спрема нив, исто тоа може на долга стаза да предизвика депресивна симптоматологија и достапаѓање на енергијата кај личноста, бидејќи за ти да ги тргаш на страна такви емоционални набои, тоа бара многу енергија. И затоа некојаш и се намалува функционалноста, бидејќи енергијата се троши комплетно на тоа да ги држиме под контрола тие некои нешта, наместо да си дозволиме да ги почувствуваме. Споменавме за општествените влијанија и така наречени правила кои што нели се наметнати од страна на општеството, па колку осудувањата, мислењата, дејствијата од нашата околина може да ни влијаат врз нашите емоции? Дефинитивно би рекол дека влијаат, колку и да некој е резилиентен и колку и да има изградено онака силно свое јас, силна личност со стабилни граници, доколку постојано е изложен на средина каде што изразувањето на емоциите не е пожелно, е критикувано, или особено, да речам, кај машката популација е тоа по-приметливо, се смета дека емоциите дури се гледаат како нешто што не е корисно воопшто и што смета на нашата продуктивност во денешно време, бидејќи сите се денес на некој начин во некој hustle culture само да се постигнува нешто, емоциите тука нема врска, тие ќе ги оставиме за после и тоа секогаш на крај избива некако со некои негативни влијанија. Па би рекол дека да, многу е важна средината, особено тие што ги сметаме за важни други во нашиот живот. Нели на почетокот тоа се родителите, потоа врсниците. Многу е важно дека ако во таа средина не се практикува дискутирање за емоциите, се гледа тоа на тоа како на некоја слабост, како нешто што е страшно, како да не е кул или не знам како и уште да се концепира, дефинитивно дури некој да има такво воспитување дека тоа е добро нешто, постепено, бидејќи сакаме да припаѓаме на групата, ќе се оддалечиме од тоа и на некој начин ќе се претопиме во таа група. Затоа е многу битно, некојаш не е проблемот кај индивидуата со нејзе, многу е битно во каква група се наоѓа. Кога зборуваме за емоции, зборуваме нели за позитивни и за негативни емоции, па некако на позитивните сите знаеме полесно да ги прифатиме, но како да се прифатат негативните емоции? Да, ако може само да се позитивни, би било најдобро. Да. Мислам дека проблемот тука настанува со тоа што на негативните емоции се гледа токму како и нивниот назив на нешто негативно, нешто непожелно. Ствари, кај емоциите не постои позитивна и негативна емоција. Тоа постои кај нас луѓето и како ние им даваме некоја афективна димензија на емоциите. Сушност, многу е важно за негативните емоции, точно е дека не се пријатни кога ги доживуваме, но
има еден момент што таа непријатност, тие некои физиолошки реакции што ги поттикнуваат кај нас, прават најчесто кога не сме запознаени со емоциите и особено ако нашата емоционална интелигенција не е толку развиена, прават да ние тоа го доживуваме како закана, како некој страв која ќе се појави таа емоција. И дека би било многу опасно и страшно ако јас сега се препуштам и си дозволам да бидам тажен некој период или луд. Особено тука влагаат во игра и многу од социјалните норми и очекувања што ги имаме попримено, а не се скроз наши и наши вредности и ставови. Така што на некој начин проблемот со негативните емоции е да се нормализира, да се почувствуваат. И многу е важно за почеток ова да се прави во средина каде што лицето ќе се чувствува безбедно, дали е тоа со психолог, дали е со другар, значи не мора да е само со психолог или психотерапевт, но важно е да има средина каде што ќе може да се чувствува дека да, мојата емоција е валидна, се осеќам тажно, се осеќам повлечено, се осеќам лошо во моментов, али окей да е така. И некако, колку поише градиме, да речем, искуство со соочување со емоциите, толку тие стануваат нешто што е дел од нас, го разбираме и не ни е нешто непознато и мистериозно што одеднаш сега мене ми прави некоја тахикардија и јас не знам што се дешава. Дали постојат некакви стратегии за управување и изразување на емоциите? Па да, би рекол, тоа секојаш го споминјам дури и на клиентите, моментот на водење дневник, колку и да некојаш сам на себе си звучам клише кога ќе го кажам тоа, сепак не можам доволно да го акцентирам и да кажам колку е важно, бидејќи али важно е да се направи на правилен начин. Кога викам на правилен начин, тоа значи кога пишуваме во дневник да си дозволиме тоа да биде место каде што ќе можеме да ги напишеме нашите чувства, но скроз на искрен начин, без цензура, без дека едноставно ако јас осеќам лутина спрема некој, пример, родител и сега јас се осеќам за тоа чувство дека не, ова е неприфатливо, ја не можам да го напишам на хартија тоа, мислам, како така за мајка или за татко да се осеќаш. Многу е битно тука да се сетиме дека тоа се само чувства, дека не е тоа дека ние не ги сакаме нив или туку тоа се само чувства. Многу е парадоксално со чувствата, ако си дозволиме да ги почувствуваме во целата нивна полнота и интензитет, всушност после не сме толку, да речам, приморани, преплавени од нив, а токму ако ги држиме под контрола и не си дозволиме пред себе да сме искрени и отворени за кое чувство, дека да, јас сум лут на тој и тој сега, и тоа е окей. Токму доколку не си го дозволуваме тоа, толку сме пореактивни и поосетливи после на наредни ситуации каде што ќе не потсетат на некое наше неразрешено чувство. Дали емоциите може да се изразат преку некое хоби, некоја инспирација или некоја активност која што ние ја правиме во нашето секојдневие? Да, дефинитивно. Баш на тоа и сакав да се надоврзам, дека всушност многу е важно да најдеме некогаш одредени емоции се толку интензивни што нема тука, сега ја ќе седнам, ќе пишувам во тетрадчето, значи во одредени ситуации многу помага физичката активност, тоа би го спомнал. Се разбира, тоа не треба да се земе само како општ лек за се, иако влијае позитивно и на физичкото и на психичкото здравје, сепак одредени психолошки, да речам, проблематики треба да се решат со соодветна психолошка терапија, но ми е важно да потенцирам дека освен таа физичка активност која што може да помогне во тоа, многу е битно да се извербализираат некои емоции, да се каже тоа. Колку пати јас сум почнал да пишувам за некоја емоција, не сум знаел точно што има во мене, дур не го изразам тоа. И тогаш стигам до некои нови увиди. Исто креативната, да речам, експресија на емоциите е од исклучителна важност, без разлика дали е тоа свирење музика, дали е на некој начин одредено хоби, спортување некое или да е пишување, ликовна уметност, што и да е, значи едни од најголемите уметнички дела се поттикнати од многу длабоки емоции. Уствари луѓето што се артисти и уметници можат да почувствуваат широка палета на емоции и длабок интензитет на истите, што може токму да се канализира на прав начин
во создавање на некоја фантастична креација или уметничко дело од висок калибар. Малку тука сакам да ги споменам и децата. Дали изразувањето на чувствата и емоциите кај децата е полесно и начинот на нивно управување? Дали може би тие малку поинаку реагираат на нив? Дали можат полесно да ги искажат своите емоции? Ова е интересно прашање, бидејќи тука има и два аспекти од целава приказна. Децата првично вака, нормално зависи тоа и од воспитувањето по дома, но првично вака немаат толкави инхибиции колку што имаат возрастните. И можеби наведам тоа е позитивна страна што можат полесно да ги изразат некои емоции. И многу е важно и тоа да се нагласи дека децата уствари чувствуваат многу силно и не е дека не разбираат ништо. Затоа треба возрастните да бидат многу внимателни во тоа на каква содржина и какви ситуации во домот ги изложуваат и што прикажуваат пред нив, бидејќи децата се емоционални, така што, како што реков, они немаат толку инхибиции. Но ова не значи дека самото по себе е добро. Да, може да ги изразуваат полесно емоциите, но некогаш па има недостаток во саморегулацијата на емоциите, што е исто така важно. Исто и тој момент е што децата, например, па бидејќи немаат толку искуство, немаат толку изградено одбранбени механизми, можат многу болно да ги доживеат некои емоции, но затоа пак доста побрзо можат да простат и да преидат од негативна емоција кон позитивна. Затоа би рекол, самото по себе, тоа што можат полесно да ги изразуваат емоциите, во одреден контекст е добра работа, но некогаш ако отиде во другиот екстрем на тоа да подразбира тотално немање на самоконтрола и саморегулација на емоциите, може да се манифестира со најразлични тантруми, изведувања и слично. Живееме во време на социјални мрежи и сите ние, речиси сите, сме зависни од нив. Би тргнало тука и од себе дека се надевам и на моите гледачи ќе се согласат со тоа дека не поминува ден без да провериме телефон. Па колку социјалните мрежи влијаат врз нашите емоции? Дефинитивно влијаат. Пробувам некојаш да ги видам кои се позитивните аспекти, ама некако имам чувство дека се помалце позитивните отколку негативните. Не ќе да звучам песимистично, но тоа е поише, да речам, мое лично гледиште дека има доста негативности што предизвикуваат социјалните мрежи во поглед на емоциите. Нормално тука зависи колку ги користиме, со каква свесност ги користиме, колку сме едуцирани за нивното користење, но начелно повеќето луѓе не ги исполнуваат тие критериуми, мислам, вклучувајќи ми и мене, така што сме изложени на да речем, лошите ефекти од социјалните медиуми. Имам оној момент, сите повеќето користат Инстаграм, сите се прикажуваат во најдобро светло на Инстаграм, гледаме нереално како некои луѓе изгледаат, сите шетаат негде на плажа во Тајланд, еве гледам сега сите се оттидени и јас си викам, ја што правам тука, види. Знаеш, и го поттикнуваат тој момент дека да се споредуваме со другите, да заборавиме каде сме и дека уствари имаме прогрес на нашата патека и само е она чувство, види го овој, кај види го што прави, а не знаеме целата приказна за неговиот живот. Исто на социјалните мрежи има многу сайбербулинг, што не е никако регулиран, така што тоа дефинитивно влијае после и на, да речем, чувствата на помладите, особено во што се во тинејџерските години, во градењето на нивната самодоверба, нивното чувство за себе вреднување, се осеќаат дека не се доволно убави, дека треба да изгледаат со уште 100 скинкер производи само за да биде тоа перфектно и све како што изгледа на Инстаграм, иако во реалноста тоа не постои. Мислам и да постои не е баш така како што е прикажано на социјалните медиуми. Исто има еден друг момент со социјалните мрежи што може да ни направи дисбаланс во нашите емоции, а тоа што сме изложени на многу информации. И, мислам, на сите ни се случило, гледаш 100 видеа во денот, Reels или што и да се, џабе потрошено време, после ништо не ти ни текнува на нив, а као тоа нешто, еве, ја учам едукативно.
И самото тоа и кај помладите што е префрлен социјалниот контекст во виртуелниот свет е проблематично, бидејќи се јавува на чувство и сега ја ако не сум пуштен цело време, се јавува на анксиозност, што викаат fear of missing out, да не пропуштам нешто. Да. Така што тоа не само кај помладите, туку и кај сите нас, што сега да не објавиле нешто ново да не пропуштам. Значи денес живееме во време на информации каде што преголем број на информации тешко да се најдат вистинските. Да. И исто тука вие вмешали биологијата и невротрансмитерите. Знаеме многу добро и со многу истражување докажано дека социјалните мрежи ни прават дисбаланс во нашиот систем за наградување што го имаме во мозокот и за лачењето на допамин, што самото по себе некогаш не мора да има некој конкретен психолошки проблем, едноставно самото користење не учи на тоа дека све треба одма да биде достапно на еден клик, одма клик, лайк и тоа ни дава како допамин, буст и едноставно се губи оној момент, потоа секое попролонгирано дејство за да се направи нешто станува тешкотија, зашто јас сега треба да седнам и да имам обсег на внимание подолго од 2 минути, што станува научна фантастика у денешно време. Така што дефинитивно има и позитивна страна со социјалните мрежи, што во денешно време имаме толку многу ресурси за како да си помогнеме, првично самите. Можеме ете и со разговор МК, тоа се одлични платформи, може да се полесно се дојде до психолог, многу е подостапно тоа. Самото тоа што кружи во општествениот дискурс прави да е доста по прифатлива тема, така што има и позитивни страни дефинитивно. Не сум ја антитехнологија, но се забележуваат доста и негативности, да речам, преовладуваат за жал. А кој е твојот пристап кон клиентите кои имаат проблем со изразување или со менаџирање на емоции? Па вака, пристапот мој највише првично би рекол е фокусиран на тоа да изградиме однос, каде што ќе биде тоа безбедна средина, каде што клиентот ќе може да ги изрази своите емоции. Пак особено и да не е човек што има потешкоти со изразување на емоциите. Сепак за да може некој да се отвори и да сподели некои интимни емоции, за тоа треба да се изгради однос на доверба. Но тоа не е доволно само јас да му кажам, знаеш, јас сум психолог, тука све е дозволено, све е валидно. Многу е битно да се изгради однос каде што ќе го почувствува клиентот тоа, без да морам јас да го нагласам експлицитно, да постои на некој начин таа конекција меѓу мене и него, каде што во таа средина ќе се чувствува безбедно, дека секое чувство е прифатено, дека ќе биде уважено, ќе биде валидирано и ќе видиме што понатаму со тоа. Така што би рекол најважното нешто во целиот тој однос е токму градењето на таа доверба и на некој начин психолошкиот советник или психотерапевтот да ја стаи својата индивидуа, да го живее тоа што го збори, да не биде некој само што проповеда вака и вака за емоциите, туку да се гледа во неговата појава, дека тоа што го збори го практикува. Така. Споменај ти на почеток и добро е тука да ја споменеме емоционалната интелигенција. Дали може да ни кажеш што е всушност емоционална интелигенција? Емоционалната интелигенција е всушност способност за препознавање, за разбирање, правилно толкување и менаџирање и контролирање на емоциите, со цел да се постигнат многу по квалитетни интерперсонални односи, како и значено е што оваа карактеристика е корисна нели во професионалниот свет и професионалните успеси. Зошто е важно да се поседува емоционална интелигенција? Па вака, емоционалната интелигенција е доста важна првично за себе си, за да се следиме себе си и нашите чувства. Односно, како што реков преска, на една емоција може да се појават многу чувства, што ќе бидат реакција на таа. Сега, кога имаме само одреена возбуда во нас и не знаеме што е тоа, изгледа многу пострашно и као нешто да ќе не преплави. Со развивање на емоционалната интелигенција ние учиме да ги идентификуваме емоциите кои што се појавуваат и тие чувства, да им дадеме име, да сме свесни, ова го имам осетено и друг пат, на некој начин
му даваме име и неизвестноста е помала. Знаеме на некој начин што е тоа што се појавува во нас. Исто така емоционалната интелигенција нормално е поврзано и со ова што го кажав, е поврзано и со разбирање на емоциите кај другите луѓе. И реков дека е поврзано, бидејќи за да можеме да ги разбираме емоциите кај другите луѓе, мораме да ги разбереме кај нас. Бидејќи емоцијата, тага, можам да ја имам јас, можам да ја имаш и ти. Али јас ако знам што е тага и сум имал искуство со тоа, без разлика дали ти ми кажуваш некоја друга приказна што е скроз друг контекст, чувството е истото. И на тој начин постепено се развива и емпатијата. И како што реков, многу емоционалната интелигенција е важна за градење на многу поквалитетни односи и љубовни врски, и пријателски односи, и односи со родителите, и професионален успех како комуницираме и како ги разрешуваме конфликтите со колегите на работа, но и во секојдневниот живот. И исто влијае на донесувањето одлуки на тој начин што кога емоционална интелигенција ни овозможува да на некој начин сме свесни кои емоции се појавуваат, како ни влијаат, кој е нашиот образец на реагирање што сме го своиле за емоциите, така што можат да ни помогнат во одредена ситуација за како да донесеме некоја одлука, или пак да ни кажат ова е поради тоа и тоа чувство, немој да брзаш во одлукава, нека помине чувство, па ќе видиме што е реалноста. Како да се развие емоционалната интелигенција? Па и тука би го спомнал повторно тој момент на водење на дневник. Неќам да се повторувам со тоа цело време, но дефинитивно не само водење на дневник, туку да имаме и една навика да си оставаме простор во денот за себе, кај што ќе можам јас да останам со своите емоции. Можам да ги запишам, да ги изразам на кој било начин, на некој начин да си обезбедам период за интроспекција, да видам што се случува, да стапам во контакт со себе си, со своите телесни сензации, зашто ние многу често сме заглавени во мислите, каде што сме или во минатото или сме во иднината, забораваме да бидеме во сега и овде и да видиме што е тоа што е сега вистина за мене. Така што дефинитивно тоа е еден од начините да се работи на себе си, потоа да се експериментира со емоциите, да се испробуваат најразлични ситуации, да се следам себе си, да видам како реагирам јас во оваа ситуација, како во онаа, па да го споредам тоа со другите луѓе. Едноставно треба да имаме став кон емоциите како нешто што го истражуваме и го учиме, бидејќи никој не се раѓа со тоа научен комплетно, поради X причини може да дошло до застој во тој развој со емоциите. Така што многу е важно да имаме искрена заинтересираност за другите луѓе, да дискутираме со нив како функционираат. Кога идеме на кафе да не биде секогаш муабетот трач муабет, да оставиме периоди за многу позначајни и подлабоки конверзации. Не дека тоа мора да е секогаш, нели, длабока конверзација и бош муабетот си има свое место во социализацијата, што е доста значајно, но важно е да ги има и овие комуникации, да едноставно се даде значење на емоциите и кај мажите и кај жените, значи да имаме споделување. Да, тука е важна, мислам, емпатијата, а нели ја спомнавме и малку и претходно зборувавме за неа, па како таа придонесува за градење и за зајакнување на емоционалната интелигенција? Па сметам дека емпатијата е во центарот, она е најфундаментална кога станува збор за емоционалната интелигенција, бидејќи колку повеќе ние се разбираме себе си, следејќи се, толку повеќе можеме, како што реков и преска, да ги приметуваме некои емоционални состојби, дури и некои посуптилни пројавувања на тие емоции кај другите луѓе. И токму оваа способност нас не прави да можеме да бидеме подобри партнери, да бидеме подобри пријатели. Едноставно, луѓето што имаат повисок степен на емпатија, како да можат да ги почувствуваат другите луѓе или да почувствуваат атмосферата во која што се наоѓаат, па соодветно да изреагираат на тоа. Самата емоционална интелигенција и емпатија меѓусебно се надополнуваат, доколку ја зголемиме едната, пример емпатијата, ја подобриме, автоматски се подобрува емоционалната интелигенција, што тоа
потоа ја подобрува уште толку емпатијата, иако ова вака звучи како да е некој си вештачки, механицистички процес, но во пракса тоа значи дека едноставно работиме на тоа да бидеме поосетливи, но нормално со поставување на јасни граници, бидејќи некојаш преголемото емпатизирање со ситуации што се надвор од наша контрола може да направи да се осеќаме безпомошни и безнадежни. Така што важно е таа емпатија да биде насочена на битните ствари. Тука сакам повторно малку да се вратиме кај децата. Дали кај нив е можеби поразвиена емоционалната интелигенција и доколку не е, како може да се негува? Дали е поразвиена емоционална интелигенција? Децата природно имаат капацитет да чувствуваат, но како што реков, за одредени покомплексни чувства треба одреден когнитивен развој. Со тој когнитивен развој, со тие социјални интеракции, они ги стекнуваат, така што од раѓање никоја нема развиено таа емоционална интелигенција. Но кога станува збор за децата, мислам дека најклучно е родителите да бидат тие што ќе развиваат оваа способност и што ќе манифестираат во односите, не само по дома, туку во секој контекст каде што се со нивните деца. Бидејќи децата учат многу според модел, го моделираат однесувањето на родителите, доколку растат во средина каде што родителите ќе се лица што ја практикуваат емоционалната интелигенција, каде што ќе биде дозволено и нема да има инхибиции околу тоа да се збори за која било емоција отворено, каде што родителите постепено ќе им помагаат на децата кој ќе разговараат со нив, па да ги насочат што е тоа што чувствуваш сега, па да го насочи што може да биде тоа, бидејќи децата немаат развиен вокабулар за сите емоции. Да. Ние имаме многу емоции. Тоа е широка палета, онака од колку чувства може да постојат и што се индивидуални. Така што мислам дека клучната улога имаат родителите во оваа ситуација. Твои совети како полесно да се управува со емоциите и да се развива емоционалната интелигенција? Така, ја главно би препорачал првично ставот што го имаме спрема емоциите, да преиспитаме некои од нашите предрасуди или ставови што ги имаме за тоа дали емоциите се пожелни, дали се непожелни, дали се корисни. Едноставно да преиспитаме од каде доаѓаат и дали тоа стварно е така, да се поврземе и со своето тело и да видиме дали уствари е толку опасно доколку изразам некоја емоција. За да стекнеме поголема емоционална интелигенција, како и за многу други работи, треба да стекнеме искуство со одново и одново соочување со емоциите. На некој начин тие да бидат наш пријател, ние да градиме добар однос каде што ќе им обрнеме внимание, нема да ги оставаме само затоа што сега треба не се битни, битно е да се прават пари, како у денешно време трчи ваму, трчи таму, земи си 10 обврски на грб и после нема време за себе и за емоциите, така што би рекол да си оставиме време во денот, каде што ќе можеме да сме со емоциите. На почеток тоа, кога ќе го направиме, доста непријатно, доколку некој бил научен на скроз друг тип на живот. Но некогаш и не треба да е пријатно, бидејќи е корисно. Така што тука немаме некоја лесна формула за тоа. Едноставно е однос што се гради постепено и би рекол сите тие работи што ги спомнав. Спортување, изразување креативно на емоциите. Што повеќе да си дозволиме да ги чувствуваме некои емоции, бидејќи тоа не прави послаби и поосетливи и хиперсензитивни на се, туку баш напротив. Тоа не прави и подсврсти, бидејќи доколку можам јас да си дозволам да плачам, да бидам ранлив во некоја ситуација, тоа значи дека можам да се снајдам со многу ситуации, бидејќи немам што да држам на страна и да треба да го тргам и да го држам под контрола, туку таа емоција ќе биде нешто што јас си дозволувам да се пројави во мене и на некој начин ќе ми биде поддршка за справување со секоја ситуација. И мислам дека самиот тој однос кон емоциите автоматски ја подобрува емоционалната интелигенција. Исто би препорачал и да се читаат книги најразлични, бидејќи некои од емоциите ги учиме токму преку тоа, од филмови, од книги. Така настанува и социализацијата и нашето градење на
идентитет и на личност. Така што сите овие работи, доколку се направат во насока на разгледување и поголемо, да речем, анализирање на тие емоции и правење корелација со самите себе, може да доведе до тоа да тие, како што реков, станат наша поддршка, а не нешто што пречи и треба да го тргнеме на страна за да можеме едвај да функционираме. Бојан, ти благодарам на гостувањето. Фала ти на тебе. А вие, драги гледачи, не заборавајте дека покажувањето на емоциите и чувствата не прави големи луѓе, па затоа потребно е да ги отвориме нашите срца и да покажеме што навистина се случува таму. Секоја наша емоција е наша и треба сме горди на неа и треба да знаеме како да управуваме со истата. Би сакала да ве потсетам дека може да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор МК на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот издиши се 15. Кодот ќе ви го оставам и во описот на оваа епизода. Исто така, нашите пријатели од Себе сложувалка имаат супер понуда за сите средношколци и студенти. При закажување на разговор со било кој психотерапевт од тимот на Себе сложувалка добивате 15% попуст. За крај би сакала да додадам само дека не сте сами и секогаш може да се потпрете на сигурно рамо, а тоа е на она на психолозите. Тие ќе ве насочат како да се изборите со сите ваши животни ситуации.